Владиниот прес-центар, кој изминатиот период беше главното место за добивање информации за ситуацијата со коронавирусот, од денеска ќе биде празен. Со оглед на вонредната состојба поради вирусот корона, од денеска пресконференциите на владата ќе се реализираат исклучиво преку онлайн стрим, без присуство на новинари и сниматели во медија центарот на владата. По воведувањето вонредна состојба, што кај дел од граѓаните доведе до панично купување прехранбени производи, владата уверува дека нема да недостасуваат основни намирници. Би сакал да напоменам и да ги уверам граѓаните дека храна има, целата прехранбена индустрија е мобилизирана и нема простор за паника. Од утре армијата најавува засилено присуство на границите, а ќе учествува и во комбинирани патроли со полицијата. Дел од армискиот состав ќе се вклучи во комбинирани заеднички патроли заедно со полициските службеници во обезбедување на одредени витални државни објекти, како и влезни и излезни комуникации. Проценките на Генералштабот и препораките од Врховниот командант се дека нема потреба во моментот за било каква мобилизација на резервниот состав на армијата. Имаме доволни капацитети и човечки и технички, искуство, знаење, имаме соодветни мерки. Во услови на секојдневно зголемување на бројот на заразени, дел од политичките лидери излегува со апел до граѓаните. Ајде заедно да им помогнеме на институциите, на јавното здравство, преку наш личен пример, преку лична одговорност. Да останеме дома, да нема никакви собири, да користиме средства за дезинфекција и често да миеме раце. МВР информира дека 3787 граѓани се во самоизолација и дека досега полицијата проверила околу 3300 од нив. За непочитување на овие мерки на предпазливост, досега поднесени се 39 кривични пријави. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.